Расна интересот за фаќање на честниот крст од водите на Брегалница во Штип. До сега се пријавиле 35 мина штипјани, а списокот останува отворен до сабота, кога е крајниот рок за пријавување. Кои се критериумите што треба да се исполнат? Треба да биде крстен, православен христијанин, да биде полнолетен, а оние што се малолетни од 16 години, бидејќи и таа е границата заради здравствените прилики, бидејќи се наоѓаме во период на зима, кај што е ладно, треба да бидат во присуство на родител или старател и на пријавувањето и на самиот чин на влегување во водата на реката Брегалница. Сите оние што ќе се пријават треба да бидат телесно, здравствено и духовно, а со тоа што ќе кажеме кога ќе се пријавуваат, дека во сабота пред фрлањето на Светиот крст во понеделник, фактички во сабота ќе треба да отидат на задолжен преглед лекарски кај во ординација на доктор Златко Стојменов, но како ќе се пријавуваат, така ќе им го кажуваме и времето во кое треба да отидат на преглед. Сите оние што ќе бидат одбиени од медицинските лица заради здравствени причини, препорачуваме да не влегуваат во водите на реката Брегалница. Како кандидатите за фаќањето на честниот крст да се подготват за без проблем да влезат во водите на Брегалница во понеделник на Водици? Прво треба личноста да биде психофизички здрава, да направи лекарски преглед, кај што се мере притисок, се прави ЕКГ, се преслушува работата на срцето. Второ, треба да нема хронични заболувања, значи секое хронично заболување во вакви услови може да даде последица. Дали ќе е кардиоваскуларно, дали ќе е обструктивно белодробни, така натаму, било кое хронично заболување или бубрежно. А после треба да се еден период пред да се фрли да се адаптира на средината со некои физички вежби, да се адаптира на водата и сето тоа мислам и дека го прават лично што се фрлат и на крај кога се фрли крстот се го земе, го фате кој го фате крсто, а сите останати треба одма да се пресоблечат или да се сушат за да не настинат. Во Штип, чинот на осветување на водите на Брегалница ќе се реализира на две места. Во 10 часот од мостот во Ново село, а час подоцна од камениот мост во населбата 8 ноември. Осветување на водите и фаќање на честниот крст ќе се изврши на 3 места во Карбинци, кај селата Таринци, Долни Балвани и Карбинци. Водата на базенот во аквапаркот во Први Штип ќе биде осветена и во нејзе ќе биде фрлен честниот крст. Пријавувањето на кандидатите таму ќе биде од утре до недела 18 овој месец. Во соседно Злетово, чинот осветување на водите и фаќањето на честниот крст ќе се случи на местото викано Пешка.